Американскиот државен секретар Џон Кери денеска го посети Таџикистан во рамки на неговата турнеја низ земјите на Централна Азија. Тој изјави дека Соединетите американски држави остануваат посветени на безбедноста на регионот. Кери по средбата со таџикистанскиот претседател Емомали Рамон во Душанбе нагласи дека неговата земја ќе работи со Таџикистан и другите земји со цел да се зајакне безбедноста на нивната граница. Подосна Кери ќе оствари средба и со туркменистанскиот претседател во Ашкабад, со што ќе заврши неговата регионална турнеја низ Централна Азија. Слава Украине! Пускай не услышат. Поддржувачи на украинскиот политичар Хенади Корбан одржаа протести во Киев на кои бараат тој да биде ослободен од затвор. По неуспешната трка за градоначалник на Киев во минатиот месец, Корбан беше уапсен на 31 октомври под сомнение за проневера, мешаност во киднапирање и врски со организиран криминал. Околу 500 припадници на безбедносните сили беа инволвирани во рацијата на канцелариите, на партијата на Корбан и на домовите на нејзини припадници, пошто беа уапсени низа луѓе. Демонстрантите тврдат дека апсењето на Корбан е политички мотивирано. Протести се одржа и во пакистанската северозападна покрајна Пешавар против одлуката на локалните власти да го сменат примарниот јазик на настава во училиштата, односно од урду и пашту да преминат на англиски јазик. Демонстрантите носеа маски со ликот на Имран Кан, лидерот на пакистанската партија Техрика Инсаф, која е дел од владината коалиција. Промените во наставата кои постепено се спроведуваат предизвикаа критики од страна на пакистанските националисти и академици кои сметаат дека децата треба да учат на мајчин јазик.